Само што ги поднесовме кандидатските листи на ВМРО-ДПМН, победничките кандидатски листи, кои што на изборите на 12 април ќе извојуваат, односно една огромна, убедлива, историска победа за обнова на Македонија. Со ова практично го завршуваме овој дел од, да кажеме, пред кампањата. Не очекуваат неколку дена каде што ќе ги поминеме пред се во однос на барање на алтернативни начини како да останеме во непосреден контакт со граѓаните, при тоа секако почитувајќи ги препораките и мерките пред се на Светската здравствена организација со оглед на моменталната ситуација во однос на коронавирусот. Како ќе водите кампањата? Преку социјалните медиуми, електронските медиуми или преку собери со граѓани? Па, како што кажав, бараме алтернативни начини како да останеме во непосреден контакт со граѓаните, а при тоа, нели, нормално на прво место ни е здравјето и животот на граѓаните на Република Македонија и се ќе оди во таа насока како ќе се одвива кампањата. Досегашните мерки и забрани кои што ги имаме во однос на собирите до 24-ти, тоа е всушност историот дел од официјалниот дел на кампањата. Ќе гледаме како ќе се одвива целата ситуација, нели, во поглед на тоа ќе одлучиме како понатаму. Во следните неколку дена ќе соопштиме, нели, конкретно што планираме да направиме и секако уште еднаш ќе потенцирам дека целокупните капацитети на партијата, целокупните капацитети на луѓето во партијата ги ставаме на располагање со се што можеме да помогнеме за полесно да се справиме со ова што се случува во државата. Благодарам.